111-тото место на скалата на корупцијата е голем удар за општеството и државата, а меѓу имплицитно прозваните е и Државната комисија за спречување на корупција. Многу познатата и засега неефикасна Државна комисија за спречување на корупцијата е единствената институција во државата која има законска обврска да ја истражува имотната состојба на избраните и именуваните функционери пред да застанат на функцијата. Но комисијата има проблем. Избраните и именувани функционери имотот стекнат за време на мандатот го ставаат на туѓо име, а по завршувањето го враќаат на свое. Од друга страна, според сегашниот закон, Државната комисија за следење на корупција нема право да ја следи нивната имотна состојба по завршување на мандатот. Вели Ивановска. Од Државната комисија за спречување на корупција велат дека за нив ова е голем проблем и од новиот парламент и владата бараат закон за потекло на имотот за сите граѓани. Сегашната законска рамка дава простор да се испитува потеклото на имотот и во законот такви одредби има. Смета министерот за правда Бојан Маричич. Има или нема основ е со децении стара дилема, но без дилема е јасно дека кај нас се краде. Јавноста е сведок на енормни избогатувања на јавни функционери, а проверка на предфункцијата и потоа не е започната ниту кај еден. Кривично никој не е гонет веќе 30 години. Вели адвокатката Весна Николовска. Освен кај функционерите, работа за институциите на темата криминал има и кај останатите. Кај нас има пребогати полицајци, шумски полицајци, доктори, адвокати, извршители и многу други, а кои не се функционери.